Денеска во Штип се одржа отворен и кариерен ден, организиран од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Младите имаа можност директно да се запознаат со студентските програми и кариерните перспективи што ги нуди универзитетот. Настанот собра повеќе од 50 компании, овозможувајќи им на студентите и идните студенти непосреден контакт со потенцијалните работодавачи. Ректорот Дејан Мираковски истакна дека целта е младите да добијат европско образование дома и да ги реализираат своите соништа. Тука моментално има повеќе од 50 на компании, мислам дека 54 точно, се присутни, иако ние имаме договори со многу поголем број на компании. Го организираме овој ден како ден каде што сегашните студенти можат да се поврзат со компаниите, со работодавачите, а идните студенти да се запознаат со студиските програми, со можностите кои што ги нуди Универзитетот Гоце Делчев. И за нас ова е од огромна важност, бидејќи на тој начин им овозможуваме на младите да ги добијат, да ги реализираат соништата, да се запознаат со тоа што нуди нашиот универзитет, кој наистина многу вложува во подобрување на квалитетот на студиските програми, во подобрување на условите за студирање, во нивото на студирање и пред се во интернационализацијата, односно во можностите тие да бидат дел од европскиот универзитетски простор. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов истакна дека развојот на градот е директно поврзан со развојот на универзитетот, при што локалната самоуправа активно работи на подобрување на условите за да го направи Штип попривлечен за студентите. Од Сопанската комора на Македонија, Татјана Штериова нагласи дека компаниите треба да се гледаат како партнери во образованието, а не само како работодавачи. Таа потенцираше дека поврзувањето меѓу академијата и бизнис секторот е клучно за создавање подготвен кадар и одржлив економски развој. Развојот на Штип е тесно зависен од комуникацијата институционална и развојот на универзитетот. Ние како локална самоуправа и како град, согласно нашите ингеренции и надлежности, соработуваме, логистички си помагаме, но инфраструктурно се трудиме да го подобриме нашиот град за да биде нашиот град привлечен за студентите кои доаѓаат од страна. Тргнуваме од премисата дека компаниите не се обични работодавачи, туку се повеќе треба да еволуираат како партнери во образовниот процес и затоа е многу важно да ги зајакнуваме линковите за обезбедување на практична работа на студентите, на кадарот кој што се креира во академската заедница, за да тој биде спремен да влезе директно да се активира на пазарот на труд. Заради тоа особено внимание посветуваме на подржувањето на линковите помеѓу академијата и бизнисот, затоа што тоа е клучниот параметар за да обезбедиме развој, иновации и дополнително додадена вредност во системот. Студентите посочија дека универзитетот нуди современи услови за студирање и силна поддршка од професори и асистенти. Тие нагласија дека ваквата посветеност им овозможува полесно да напредуваат и да се развиваат професионално. Според нив, можностите за квалитетно образование и личен развој се една од најголемите предности што ги нуди универзитетот. И овде сме да ги запознаеме идните студенти, односно средношколците, со сите наши факултети и академии, исто така компаниите да се ги покажат нашата соработка и да го покажат нивните работни позиции и начинот на кој работат самите компании. И во моето досегашно студирање на Универзитетот Гоце Делчев секогаш е имало професори, а и асистенти, па и демонстратори, кои своето време доброволно го жртвувале во името на студентите. Бидејќи сепак Универзитетот Гоце Делчев е тука за студентите, а тој е современ и дигитализиран. Исто така сметам дека Универзитетот Гоце Делчев нуди одлични можности за квалитетно образование и професионален развој. Овој настан се спроведува по трети пат досега и е предвиден да ги запознае средношколците со универзитетските смерови и на студентите да им овозможи запознавање со бројни компании.